Нема земјоделец без проблем, од градинарите до лозарите. Веќе 2 години Мицкоски не го заштитува домашното производство. Обвинуваат од СДСМ денес. 2 години влада на Мицкоски се 2 години уништување на македонското земјоделство. Нема гранка во земјоделството, нема земјоделец што нема проблем. Сите, и градинарите, и овоштарите, и лозарите, и сточарите, и поледелците. За 2 години ВМРО покажа тотална негрижа за земјоделците, за луѓето кои што се заслужени што имаме храна, за секторот кој може да даде сериозен импут во извозот и во вкупната економија. Ветуваа сигурен откуп за гарантирани цени, повисоки субвенции, инвестиции, поддршка за младите земјоделци и заштита на домашното производство. Ги излажаа земјоделците. Ништо не исполнија. ВМРО ДПМН пак се осврнаа на приоритетите на Филипче, за кого изнесува дека помеѓу Бугарија и Македонија тој ја избира антимакедонската политика. Венко Филипче повторно покажа дека кога треба да избере помеѓу македонската или антимакедонската политика, тој секогаш избира антимакедонската. Филипче не најде за потребно да упати ниту најмала критика кон официјална Софија, иако Бугарија направи дипломатски преседан со објавување документ што содржи чувствителни информации поврзани со безбедноста на председателот Мицкоски и неговото семејство. За човек кој се којдневно зборува за европски вредности, денес нема ниту збор за прекршувањето на основните дипломатски правила. Кога треба да се критикуваат бугарските власти, Филипче исчезнува од јавноста. Македонија денеска има најниско ниво на криминалитет во последните 20 години. Ова е потврда за посветената работа на полициските службеници. Истакна на денешниот отчет за 2-годишната работа министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во изминативе 2 години се соочивме со бројни безбедносни предизвици, но истовремено покажавме дека со посветеност, интегритет и меѓународна соработка можат да се постигнат видливи резултати. Резултатите во борбата против криминалот се меѓу најважните показатели за ефикасноста на институциите. Македонија денес го има најниското ниво на криминалитет во последните 20 години. Во изминатите 2 години бележиме намалување на вкупниот криминалитет. Постигната е вкупна ефикасност од 69%, а значително е зголемен и бројот на откриени сторители. За 2 години постигнавме одлични резултати. Според Светска банка, Македонија бележи скок од 20 места меѓу земјите каде дигиталната трансформација е во подем. Истакна на денешниот отчет за 2-годишната работа министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Денес слободно можам да кажам дека за само 2 години успеавме да изградиме институција за респект. Нашата задача беше јасна: да го поместиме системот од декларации кон реални услуги. Во 2025 година го постигнавме првото место по транспарентност на институциите во државата. Го организиравме дигиталниот самит на Западен Балкан со над 1000 учесници од цела Европа, со што Министерството и владата ги ставивме на мапата институции кои реализираат и во регионален формат. Според Maturity Index GovTech на Светска банка, Македонија бележи скок од 22 места и преминува во категоријата А со оценка 0,76 во споредба со 0,57 во 2023 година. За тоа да го постигнеме имавме 11 фундаментални приоритети. Првата и најважната промена која направивме е фокусот на националниот портал услуги.gov.mk. Цените на половни автомобили во Европа во април се зголемија за 1,9% во споредба со март 2026 година, а неголемо зголемување на цените е забележено во Шпанија и Италија. Растот на побарувачката за половни возила го потврдуваат и податоците на големите платформи за продажба на автомобили, според кои цените на автомобилите стари помеѓу 10 и 15 години се зголемиле за околу 9% на годишно ниво, или за околу 500 евра. Овие возила најчесто завршуваат на пазарите во регионот, вклучувајќи ги Србија, Босна и Херцеговина и Македонија. Купувачите масовно се одлучуваат за постари модели, бидејќи се поевтини за одржување, имаат поедноставна електроника и не бараат дополнителни плаќања за одредени софтверски функции, што е се почесто случај со новите автомобили. Во меѓувреме, бензинот се зголеми помеѓу 10 и 27% од февруари 2026 година, во зависност од земјата. Цената на дизелот во Германија, Франција и Италија надмина 2 евра за литар, додека во Холандија долго време е над 2,5 евра.
Директна последица од ваквите околности е што се повеќе граѓани се откажуваат од купување нови автомобили и се свртуваат кон пазарот на половни автомобили кој станува се поскап поради огромната побарувачка. Податоците го потврдуваат тој тренд. Во Шпанија цените на половни автомобили се повисоки за 3,8% на годишно ниво, а просечниот автомобил е поскап за околу 500 евро од минатата година. Сличен тренд е забележан и во Италија, каде што во април е регистрирано зголемување на цените од 4%. Во Германија и Швајцарија, во зависност од регионот, цената на класичните модели со бензински и дизел мотори се зголеми за околу 1,9%, што е сепак поблак удар за купувачите од Балканот, кои најчесто купуваат автомобили од тие земји. Бугарскиот премиер Румен Радев изјави дека почитувањето на верата на сите православни христијани останува негова главна грижа по средбата со бугарскиот патриарх Данаил. Во изјава за новинарите по средбата Радев го појасни својот став во врска со разговорите за можните санкции против рускиот патриарх Кирил. Јасно ставив до знање дека не ме интересира патриархот Кирил како личност. За мене е важно да се почитува верата на сите православни христијани, изјави премиерот. Радев нагласи дека црквата треба да остане одвоена од политичките прашања, исто како што и политиката не треба да се меша во верскиот живот. Словеничкиот премиер Јанес Јанша изјави дека новата владеачка коалиција ќе го замрзне признавањето на Палестина и ќе разгледа преместување на словеничката амбасада од Тел Авив во Ерусалим. Во интервју за вестникот Израел Хајом, Јанша оцени дека одлуката на претходната словеничка влада да ја признае Палестина е спротивна на словеничкиот закон. Јанша го опиша Израел како стратешки партнер кој придонесува за регионалната стабилност и борбата против тероризмот, нагласувајќи ја соработката во областите на технолошките иновации, науката, предприемништвото и безбедност. Според најновите податоци од Евростат, Србија е меѓу европските земји со најниско ниво на потрошувачки цени кои изнесуваат околу 62,5% од просекот на Европската Унија. Само во одредени држави од регионот е поевтино како што се Бугарија, Романија и Македонија, додека највисоки цени се забележани во Исланд, Швајцарија, Норвешка, Данска и Ирска. Сепак, економистите предупредуваат дека пониското ниво на цени не значи автоматски и повисок животен стандард, бидејќи цените во голема мера се поврзани со нивото на плати и продуктивноста на економијата. Помалку уплати на данок на имот има оваа година во споредба со истиот период лани, потврдува Драган Каров, раководител на оделението за данок на општина Штип. Од побаруваните 64,5 милиони денари за данок на имот за 26 година, до сега наплатени се 28 милиони или околу 43%, од кои физичките лица имаат помал процент на наплата, а правните лица имаат процент скоро околу 50%. Колку пари се собрани? Собрани се 28 милиони денари. Во споредба со лани уплатите се помали, потврдува Каров. Оваа година се забележува дека наплатата е помала за разлика од лани и затоа апелираме до граѓаните да си исполнат даночната обврска и да ги подмират решенијата за 2026 и воедно ги известуваме дека во наредните месеци ќе бидат пуштени опомени за оние кои што не си плателе за претходните години. Генерално наплатата на данок во Штип за минатата и претходните години е околу 85%. Во моментот наплатениот данок од претходните години од 25 и претходно е околу 84-85%. Во Штип издадени се 18.500 решенија за наплата на данок на имот. Се реконструира Ленинов плоштад, најстарата улица во Пробиштип. Градежните активности на крајот ќе донесат нови тротоари, нови паркинг места и што е уште поважно, поголема безбедност, информира градоначалникот Тони Тоневски. Овој проект опфаќа прередување на целата коцка, поставување на нови рабници, нови тротоари, нови паркинг места. По завршување на овој проект ќе бидат поставени и нови улични светилки. За половина година е предвидена реконструкцијата да заврши. Проектот е вреден над 100.000 евра, пари од владата, дополни Тоневски. Вкупниот износ на овој проект е околу 6.300.000 денари, средства кои што се обезбедени од владата на Република Македонија. Рокот за завршување е 6 месеци. Инаку, обновата на најстарата Пробиштипска улица е барање на граѓаните, за кое градоначалникот реагираше експресно за негова реализација.
Во Македонија расне увозот на млеко во прав, а паѓа откупот на млекото од сточарите. Од Агенцијата за храна и ветеринарство потврдуваат дека увозот на млеко во прав во Македонија бележи континуиран раст во последните неколку години. Според официјалните податоци од 2022 до 2025 година, количините се зголемиле за повеќе од половина милион килограми, а само во првите 5 месеци од годинава во земјата веќе се увезени речиси 1 милион килограми. Што ова значи за сточарите? Не само млеко во прав, имаме и сирово млеко и кондензирано млеко, згастено млеко од увоз. Овие млека, место да завршуваат кај што им е намената, а тоа е или за сточна храна на младите животни, или за кондиторската индустрија, тие завршуваат во млекарниците. Немаат потреба од откуп и де факто нашите другите млекари не можат да се конкурираат со нив. Производството на кравјо млеко во 2025 година изнесувало 289,9 милиони литри, што е за 2,7% повеќе во споредба со 2024 година. Истовремено, производството на овче млеко се зголемило за 4% и изнесува 24,7 милиони литри, но само што тргна, откупот пак е проблематичен. Една се работи проблемот со што доцнат субвенциите и што не се спроведуваат правилниците за преработка и откуп на сирово млеко. Едната млекара ни најави дека до први откупува млеко, од први прекинува. Другата рече ќе ви го откупуваме, но цената до синоќа имавме пак состанок ние во штрајкувачкиот одбор, немавме конкретно цена дадена од таа млекара. Значи ќе ви го откупуваме, но за цена да не прашувам. Каде сточарите го гледаат решението за овој проблем? Решението е да се ограничи увозот на млеко за сировина. Хајде, не можеме да ограничиме. Мора да имаме закони за слободна трговија во ред, меѓутоа нека биде декларирано од какво млеко е направен тој производ. Не да продаваме млеко со сонценце, македонски производ, да, пакувано е во Македонија, меѓутоа сировината не е произведена во Македонија, а тоа нигде не е декларирано. Овие и други проблеми сточарите ќе ги изнесат на протест кој е закажан на 30 јуни на 2 пункта, и тоа во Битола и Делчево пред подрачните единици на Министерството за земјоделие. Од 29 јуни до 5 јули годинава, живописното Лесново повторно ќе биде домаќин на уметници од земјата и странство кои ќе учествуваат на 34-та Лесновска ликовна колонија, една од најзначајните и најстари ликовни манифестации во Македонија. Во организација на Домот на културата Злетовски рудар од Пробиштип, 6-дневната колонија ќе ги обедини академските сликари и уметници во уникатен амбиент на Лесново, каде природните убавини, богатото културно и историско наследство и духовната традиција представуваат неисцрпен извор на инспирација. Во склоп на програмата на 41-то издание на Штипско културно лето продолжува со 2 музички вечери кои ќе се одржат во Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Во недела, 28 јуни, со почеток во 19 часот, ќе се одржи музичка вечер во чест на доајенот на македонската народна музика Ферус Мустафов. Настанот ќе биде посветен на неговото богато музичко наследство и придонесот што го остави на македонската сцена. Веќе следниот ден, во понеделник, 29 јуни, во 19 часот и 30, публиката ќе има можност да ужива во концертот за добрите стари времиња во изvedба на градскиот камерен хор Астибо. На репертуар ќе се најдат најпознатите евергрини и безвременски хитови кои ќе исполнат салата во националната установа Дом за култура Ацо Шопов со носталгија и убави спомени. Изгасен е веројатно најетичниот и најмрзелив робот полицаец во светот. За помалку од една година работа тој не учествувал во ниту едно апсење, ниту издал каква било сообраќајна или друга казна. Неговиот учинок е нула. Неговите оператори очекувано станале без трпение. Вестникот The Columbus Dispatch известува дека полициската управа во Даблин, град во американската сојузна држава Охајо, минатиот месец го повлеко од употреба својот механички борец против криминалот со прекорот DAP-бот. Откако градот заклучил дека роботот, како што дипломатски било соопштено, не ги исполнува нивните оперативни потреби, изјавил портпаролот на полицијата. Роботот во јули 2025 добил релативно лесна задача да патролира во локална паркинг гаража, меѓутоа не постигнал речиси ништо.
Освен што не придонел за ниту едно апсење, кривичен предмет или издавање казна, роботот исто така не забележал ниту еден инцидент што би барал интервенција од човечки полицајци, наведе портпаролот на полициската управа. Утре не очекува сончево време со температури до 35 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 7 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 35%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 35 степени, Пробиштип 33, Чешиново, Блешево и Кочани со 34 степени. Температурата во Веница до 33 степен, во Македонска Каменица и Делчево до 31, во Пехчево 28 степени, а во Берово максимални 27. Според православниот календар, утре е свети пророк Амос. Католиците се спомнуваат за Иринеј.